Трудот и работата мора да бидат вреднувани, а владите имаат обврска да осигурат услови за унапредување на работничките права. Но овој голем ден нагласувам дека почита и признанието за трудот на сите работници ширум Македонија се секојдневна водилка во социјалните политики на владата. Денес, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпредседателот на владата за економски прашања, на свечената седница на економско-социјалниот совет ја објавивме најновата мерка со која што дополнително ја засилуваме спиралата на раст на платите за работниците во Република Македонија. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува за исплата на покачени плати до 18.000 денари, околу 15.000 компании и 50.000 работници од прилика ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари. За да се почувствуваат економските резултати во сечи джеп, потребно е време, труд и заедничка работа. Ја користам приликата од денешната свечена седница на економско-социјалниот совет да упатам повик кон сите општествени чинители на нашата заедничка акција. Фирмите да ги покачат платите на своите работници, да аплицираат за мерките, да знаат дека државата е тука да помогне. Освен што унапредивме платите или ги зголемивме на 90.000 работници, обештетивме 5.000 стечени работници, пред 2 недели владата го усвои и ги усвои измените на Законот за работни односи, кои што исто така ги унапредуваат правата на работниците. Утврдивме прецизни договори за работниците кои што треба да бидат пропишани од работодавачите, но со јасни критериуми, јасни задолженија за да работниците може да си ги знаат обврските, но и правата и да може да се борат за истите. Исто така пробната работа која што беше утврдена на 6 месеци, сега е 4 месеци. Платата на еден приправник беше 40%, сега е зголемена на 70%. Престанокот од деловни причини може да се случи во секоја фирма, но истиот работодавач не сме во наредните 2 години да оствари ново вработување за истата позиција или за истото работно занимање во истата фирма. Исто така се зголеми и испратнината од 12,5 до 25% за секој договор за вработување кој што престанал заради деловни причини. И не застануваме тука.